Вечерва во Агенда 35 ги анализираме состојбите во земјоделството во контекст на глобалната криза со недостигот храна и енормното поскапување. А анализираме и каква е состојбата со искористеноста на европските фондови, преку успешни примери кај нас. Следете на. Земјоделската активност последните 3 години континуирано се намалува. И овој проблем станува особено релевантен во услови кога постои ризик од недостиг на храна на глобалниот пазар и значително зголемување на цените. Земјоделската слика на земјава денес изгледа вака: намалување на производството за 1,2% лани споредено со годината претходно, намалување на вкупната засејана обработлива површина за 1%, намалување и на бројот на работници во овој сектор за 4%. Во исто време, увозот на храна и живи животни постојано расте и лани е зголемен за 12%, со што достигна вредност од речиси 750 милиони евра. За причините за негативните трендови во земјоделскиот сектор разговаравме со универзитетскиот професор од катедрата за аграрна политика при Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, Драги Димитриевски. Комбинација е целата оваа појава. Најпрво се зголемува конкурентската способност на производите кои што доаѓаат од околните земји, кои што во еден изминат период силно инвестираат токму во овие сектори, пред се во градинарството. Јас сум зборувал за сето ова. Албанија сериозен конкурент ни станува и значителен дел од производите доаѓаат порано на нашиот пазар со поконкурентни цени. А Србија исто така сериозно инвестираше во јужните делови околу Лесковац, сериозно производство на градинарски култури. Има, значи и тој пазар се некако се снабдува од собствени извори и сето тоа влијае на намалената конкурентност на овој сектор. Од друга страна, сериозен е проблемот со миграцијата на населението. Се повеќе млади луѓе ги напуштаат руралните средини и заминуваат. Не само миграцијата село-град, меѓутоа сега е поизразена и миграцијата на заминување од државата на младото население. Она население кое што ги одржуваше капацитетите веќе старее и нормално е дека не може веќе да ги обработува земјишните површини и тие земјишни површини за жал остануваат напуштени. Загрижувачки е што негативниот тренд во земјоделскиот сектор продолжува и покрај напорите на сите влади последните 15 на години да го поттикнат со сериозни суми на субвенции. Се проценува дека досега се потрошени над 1 милиарда евра народни пари за субвенционирање на земјоделството, со што се отвара прашањето за ефективноста на оваа политика. Професорот Димитриевски вели дека без тоа веројатно би било и полошо. Овие состојби на намалување на капацитетите, на пуштање на површините, ќе беа можеби и уште полоши доколку не постоева буџетските поддршки за земјоделството. И добро е што тие постојат и што се зголемуваат. Меѓутоа, јас сметам дека дел од мерките треба да се реорганизираат, односно средствата, како што сега ги имаме програмски организирано во програмата за финансиска поддршка на земјоделството и програмата за рурален развој, треба некако да сето она што се зголемува како буџетски средства, поголем дел се одвојува во програмата за рурален развој, затоа што преку програмата за рурален развој тоа се фактички структурни мерки, односно тоа се фактички инвестиции. Најголем дел од средствата одат за набавка на механизација, подигање на насади, достигнување на стандарди,
сето она што ќе ја зголеми конкурентноста на земјоделското производство во државата. И затоа, значи, треба да се направат напори, сето она што како проекции го имаат владите, да сите зголемувања одат во оваа програма, со што ќе се модернизира земјоделството, ќе се од програмата за рурален развој се поддржуваат и инвестиции во инфраструктура, ќе се подобри инфраструктурата во руралните средини, исто така таму има мерки за така наречената диверзификација, затоа што само од земјоделство земјоделските семејства тешко можат да обстојат, него доходот да го остваруваат и од други дејности, да она што го произведуваат како примарно производство му додадат вредност, го преработат, обезбедат подобро пакување, со што исто така ќе ја зголемат конкурентската способност на пазарот и тоа е начинот на кој што треба да се размислува во иднина. Според последната владина програма за финансиска поддршка на земјоделството, поголем дел од парите, односно 58 милиони евра, се предвидени како директни плаќања, додека пак за развојната рурална програма планирани се околу 22 милиони евра. Но освен буџетските пари, поддршка за земјоделството има и од европските предпристапни фондови или така наречената програма ИПАРТ. Тука главен проблем е слабата искористеност на оваа програма. Во тој период од 11-12 години колку што го користиме ние ИПАРТ, јас би рекол дека ние малку учевме и научивме. И не научивме се. Тоа е процес на учење кој што ќе продолжи и се надевам дека и она што се прави како модификации, како барања за да се додадат одредени можности за финансирање во други делови. Да речеме, ИПАРТ 1 тргна, не беше механизацијата ставена. Кога се успеа да се направи промена, кога се внесе механизацијата, се зголеми веќе искористеноста. Така да, мене ми е драго што ИПАРТ 2 веќе има 35-6% искористеност, се надевам дека тоа ќе продолжи и понатаму. Веќе имаат сознание и во Европската Унија, Европската комисија, односно делот за земјоделството, директоратот за земјоделство, за состојбите какви се во Македонија и во сите овие години тие малку веројатно ги изменуваат работите, со што очекувам да се подобри состојбата. Читајќи ги извештаите и анализите што се прават околу слабата искористеност, тука се сепак и капацитетите. Ние сме мала држава со релативно ограничени капацитети. Нашите институции, иако се трудат, процедурите кои што се доста сложени бараат сериозно ангажирање на човечки капацитети. Од друга страна, ограничувањата кои што се во буџетот не дозволуваат вработување на голем број луѓе кои што е потребно да ги извршат сите овие процедури, проверки, бидејќи нормално не само кај нас, во целата Европска Унија, подсилен мониторинг се средствата што се трошат. Така што и тие луѓе што работат на евалуација на бизнис плановите, на апликациите од страна на оние кои што ќе користат тие средства, се сериозно оптеретени. Но за да се подобрат состојбите во земјоделскиот сектор, професорот Димитриевски вели дека државата треба стратешки да поддржи силен развој на одредени подсектори кај кои што земјава има најголема конкурентска предност. Разликуваме три основни концепта на земјоделските политики. Еден од тие концепти е така наречениот прилагодувачки концепт кој што го применува Холандија, Данска. Значи каде што се оди на сериозни инвестиции во конкурентски подсектори, каде што се оди на сериозни истражувања и каде што технологиите доведуваат до високи продуктивности и висока конкурентност на тие држави. Потенцирани се
секторите што треба сериозно да се поддржуваат. Тоа се тие сектори кои што имаме конкурентски предности, кои што произлегуваат од климатските фактори, од природните фактори во државата. Нема секаде да успееме да обезбедиме целосно храна. Ние од секогаш сме увезувале пченица, иако сме ја произведувале во доволни количини, од преку 300.000 тони во минатото, сега не произведуваме ни 300.000 тони, не е целата комерцијална. Значи, дел земјоделците си користат за собствени потреби, за исхрана на добитокот, така да ќе ја увезуваме. Меѓутоа, можеме, оние сектори што се конкурентни, како што е во овоштарството, полека почнуваат одредени производства да растат, да се и натаму поддржуваат, да достигнуваат стандарди, за да тука во делот на извозот покриеме делот она што ќе го увезуваме. Инаку структурата на македонското земјоделство е неповолна. Ние преку 80% од капацитетите се користат кај малите фарми. А тие се пак со многу лоша внатрешна структура кога ќе ги погледнете. Најголемиот дел, преку 70-80%, се до 2 хектара големина. И тие 2 хектара се разделени на повеќе парцели, значи таа парцелизација е нешто што не им овозможува да обезбедат економија на големина, што ја викаме ние во нашиве проучувања, и тие не можат да бидат конкурентни. Инаку, вкупниот земјоделски бруто домашен производ лани изнесува околу 900 милиони евра, што значи дека овој сектор придонесува со 7,5% во вкупната економија. Европската комисија неодамна ја усвои новата ИПАР-3 програма за Северна Македонија, која предвидува за 60% повеќе средства за земјоделски развој од ИПАРТ. Поконкретно, во следните 7 години земјоделците ќе имаат на располагање 120 милиони евра. Зашто ќе може да ги искористат овие пари и кои се новините, деталите ни ги даде директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, господин Никица Бачовски. ИПАР-3 програмата, официјално тоа раздобје 21-27, е одобрено за Република Северна Македонија. Останатите држави се уште се во процедура. Мислам дека и Србија веќе има одобрена програма. Во врска со буџетот и најавеното зголемување, можеме слободно во овој момент кога веќе програмата е одобрена да кажеме дека ако ИПАР-2 програмата беше некои 60 милиони евра, ИПАР-3 програмата ќе биде 128 милиони евра, што е на нас не прави особено горди, бидејќи изголемувањето на средствата у суштина се резултат на добрата искористеност на претходниот програмски период. И ова е најдобра вест за земјоделците, за компаниите и од агросекторот и руралните средини, дека навистина во наредното програмско раздобје тие ќе имаат многу поголем буџет кој што ќе можат да го користат. Одобрувањето на програмата не значи веднаш објавување на јавни повици. Новиот ИПАРТ, освен зголемени средства, носи и неколку важни новини, од кои најдобрата вест е можноста за авансна исплата на 50% од сумата од одобрениот проект. Со најголемата и најважната придобивка, односно новитет во ИПАР-3 програмата, кој што не постоеше во предходните програмски периоди, е можноста за авансна исплата во висина од 50%. Што значи тоа, чисто пластично да објасниме, дека секој апликант во овој момент во ИПАР-2 програмата, од кој ќе склучи договор, тој мора 100% да инвестира од негови сопствени средства, пошто поднесува барање за поврат на средства и го добива нашиот процент. Вака ќе може по потпишување на договор да поднесе банкарска гаранција со која што ќе му се овозможи да повлече до 50% од средствата кои што го следуваат од ИПАР-3 програмата, што на вистина најде на огромно одобрување, особено кај поголемите инвеститори и од преработувачката индустрија и од руралниот туризам и од сите други корисници, затоа што навистина тоа е еден капитал кој што ќе им биде ставен веднаш на располагање и го, да речеме, минимизира оној најголем суштински проблем кој што имаат компаниите во имплементација на нивните проекти, а тоа е средствата кои што мора да ги имаат на располагање на почеток на инвестиција. Со ова апсолутно се олеснува и ветува многу поголема искористеност на ИПАР средствата.
Позитивните очекувања на Бачовски за ефектите од ИПАР-3 произлегуваат од позитивното искуство со ИПАР-2, програма која за прв пат целосно се искористи од страна на македонските земјоделци. Бачовски допрецизира кои беа корисниците на ИПАР-2 досега и кои се постигнатите ефекти. ИПАР-2 програмата суштински се разликува во делот на искористеност од ИПАР-1, кој што беше прв програмски период. Значи, ние во овој момент го финишираме, би рекол, последниот повик, кој што беше објавен, кој што заврши во септември 2021 година, со кој што кога ги подпишеме сите договори, ќе ги строшиме сите расположливи средства кои што беа дадени во ИПАР-2 програмата, што е нешто што прв пат се случува. Јас би кажал дека досега подпишани се 2270 договори со вкупна сума од 70 милиони евро, од кои што 52 милиони се европски дел, со останатите договори кои што следуваат за подпис ќе се искористат сите пари. Токму тоа е најбитната и најглавната причина зошто ние сега разговараме за ИПАР-3 со 130 милиони евра буџет. Јас не би можел да одвојам кои се да речеме најголеми корисници или најзастапени, бидејќи она што е добро е што имаме застапеност од буквално сите категории, односно преку мерките кои што даваат поддршка за земјоделска механизација, подигање нови насади, системи кап по кап. Овде главно ги имаме како корисници земјоделците. Многу лесно кај да отидете, особено во руралните средини, може да се препознаат трактори, земјоделска механизација која што е означено со европско знаменце, што значи дека тие луѓе користеле поддршка од ИПАР. Исто така преработувачката индустрија која што доста користеше средства во обновување на својата опрема внатре, и изградба на нови хали, и исто така инвестиции во руралните средини, односно развој на микро и мали предпријатија од сите видови производство на пластика, метал, керамика и останати суровини кои што се сконцентрирани во рурални средини. Исто така за пофала и развојот на руралниот туризам преку инвестиции во хотели, мотели, ресторанти во рурални средини кои што секако ќе дават една нова понуда во туристичката лепеза. На што се должи добрата искористеност на ИПАР, изголемениот капацитет за користење на европските фондови за земјоделски и рурален развој, но и кои се предизвиците кои се уште не се надминати? Заслугите се многу страни и многу субјекти има дадено свој придонес за денес да имаме 100% искористеност на ИПАР-2 програмата. Пред се тука е администрацијата, административните процедури, олеснувањето, отвореноста, транспарентноста. Овде секако се и странките кои што веќе многу научија, овде се консултантите кои што доста им помагаат особено на поголемите субјекти. Овде секако би ја спомнал и Агенцијата за поддршка и развој на земјоделството, која што е институција од едукативен карактер, таа со седиште во Битола, нивните советници кои што се дисперзирани низ целата држава, апсолутно имаа голем придонес, особено во оние мали апликации во дел на механизација, подигање на нови насади и така натаму. Тие им му помогнаа на обичниот земјоделец да дојде до ИПАР средства. Предизвиците се константни од повише аспекти, значи ние како агенција постојано се трудиме на што најмногу обрнуваме внимание, прво да го задржиме човечкиот капацитет, луѓето кои што работат и кои што со години работат на ИПАР, ги знаат сите процедури, бидејќи верувајте тоа е многу важно за брзата обработка која што и обичниот земјоделец и компаниите ги очекуваат. Нормално во сегашни услови најголеми предизвици за компаниите се тоа што, да речеме, иднината е непредвидлива, се наоѓаме во навистина тешка ситуација, од пандемија влеговме во војна и навистина во моментот се воздржани колку ќе инвестираат, како ќе инвестираат, дали ќе се заинтересираат за ИПАР и така натаму. И тоа е главните причини во кои што може да речеме да дојде до некое нарушување на искористеноста во иднина. Освен европските фондови, земјоделците во нашата земја најмногу ги интересира годишната програма за субвенции. Колку средства годинава се одделени за оваа намена? 2021 година беше релативно успешна, јас би кажал многу успешна, затоа што на крајот на годината кажавме и бројките тоа кажуваат дека беше година во која што се направија рекордни исплати во делот на земјоделието. Зошто? Затоа што ние како агенција бевме присутни во самата имплементација на ковид мерките, ковид пакетите кои што беа на располагање на тутунарите, оризопроизводителите, јаболкарите, лозарите и така натаму. Знаевме во каква година влегуваме, оптеретена со пандемијата, здравствена економска криза, каде што навистина беше ужасно тешко да се одржи тој
буџет за земјоделие, меѓутоа преку добра реализација, а тоа се следи од Министерството за финансии, агенцијата има 99% на реализација на парите кои што, односно на средствата кои што и се дадени за директни плаќања, исплатени се над 7 милиарди денари кон 80.000 земјоделци по различни основи. Сега сме во 2022 година, каде што ова е период во кој што ќе се интензивираат исплатите. Досега ги исплативме субвенциите за лозови насади наспрема лозарите традиционално околу Свети Трифун. Сега продолжуваме со обработка, след исплатата на полјоделски култури. Тоа сега е актуелно житните култури, ориз од кризата во која што се наоѓаме. Навистина субвенциите ќе бидат онака едно освежување во овие тешки услови. Понатаму ќе продолжи исплатата на тутунот, затоа што привршува и откупот на тутун, потоа ќе следат исплатите на сите останати мерки од растително и сточарско производство. Она што е новитет оваа година и што ќе се имплементира по прв пат преку платежната агенција, тоа е интервентниот фонд, кој што исто така пред неколку дена беше најавен. Таму се обезбедени некои 250 милиони денари кои што ќе бидат искористени за амортизирање на кризата, особено во делот на полјоделското производство, односно таму се предвидени субвенции за ѓубриво кои што ќе бидат користени од полјоделците. Исто така има и за сточарското производство, односно помош за предадено јагне, помош за свињарите. Како украинско-руската криза ќе се одрази врз пласманот на македонските земјоделски производи оваа година, ако се знае дека голем дел од раноградинарските производи завршуваат на овие пазари? На платежната агенција е суштина имплементирачки фактор кој што ги следи политиките и мерките кои што и програмите кои што ги носи Министерството за земјоделство, како што е програмата за директни плаќања и интервентниот фонд. Меѓутоа тоа не прави, би рекол, слепи и глуви на она што се случува. Јас сум постојано заедно со министерот и службите останати Државниот инспекторат за земјоделие, агенцијата и храна за ветерина постојано на терен. Она што е, да речеме, најгорлив проблем е секако пазарите кои што постои можност да бидат нарушени заради војната која што се одвива. Наши традиционални пазари се и Русија и Украина, особено во раноградинарските производи кои што моментално се најактуелни, пролетната зелка која што моментално, да речеме, се товара и се спрема, моментално нема никакви индиции дека пазарот е нарушен, понудите се уште стојат на маси од двете држави, меѓутоа тоа не можеме да бидеме 100% сигурни за тоа, бидејќи од ден на ден се менуваат работите, никој реално не може да ги предвиди. Васка Мојсова од Тимјаник и незиното семејство 25 години живеат од обработка на земјоделски површини. Кога започнале да се занимаваат со лозарство, сватиле дека земјата која што ја добиле од наследство не е доволна за екзистенција, па затоа продале движен имот и подигнале кредит за да купат ниви. Семејството Мојсови секоја година инвестираат во лозови насади, но и во знаење. Васка, заедно со сопругот, во Србија научиле калемење на лозови садници, најпрво за сопствени потреби. Откако стекнале пракса, се зголемили бројот на нарачки и од други земјоделци. И на тој начин се родила идејата за основање на фирмата Агрокалем, која постои 13 години. Семејната компанија поседува 70 хектари земја, од кои 25 се со лозови насади. Произведуваат трпезно и винско грозје, од 300 до 500.000 лозови и овошни садници, а одгледуваат и житарици. На почетоците на нивниот бизнис не постоеле никакви субвенции, ниту рурални програми за поддршка на земјоделието. Но со појавата на ИПАРТ програмата, Мојсова вели дека многу им го олеснила работењето. Средствата за кои аплицирале ги вложиле во засадување на нови лозови насади, поставиле системи за наводнување капка по капка, купиле нова механизација за обработка на земјата, како и ладилник за трпезно грозје. Имаме доста аплицирано апликации за подигање на нови лозови насади, имаме за механизација која што ни е потребна за обработка на површините, а тоа е трактор, атомизер, нели разни други приклучни механизации. Сега долги години ние на сите повици аплицираме. На некои сме добиле, на некои сме биле одбиени, зависно од тоа нели апликацијата како е, но тоа не значи дека треба да се откажеме за воиднина да не се аплицираме. Затоа и еден апел и до сите фармери. Јас знам дека не е лесно да се подготви документацијата за аплицирање на ИПАРТ, но треба да се искористи моментот
кога се пристапни тие фондови, се со цел да може да се добие развој на едно семејно земјоделско стопанство, бидејќи се од голема помош. Сите лозови и овошни садници кои ги произведуваат, ги пласираат на домашен пазар, бидејќи во Македонија има недостаток на такви садници, додека трапезното грозје се извезува во државите во регионот. Секако до лани извезувавме и Русија, Белорусија, Украина. Сега ова година ќе видиме како е состојбата. Мислам дека ќе биде потешко, но не треба тоа да не демотивира, треба да бараме нови пазари, да го подобруваме квалитетот на нашите производи. Ние како земјоделско семејство многу внимаваме на квалитетот на нашите производи, затоа што сметаме и знаеме дека само со квалитет може да се напредува и да има успех. И затоа и вложуваме и во квалитетот и во разни сертификации. Ова година добивме сертификација за Global Gap за трапезното грозје и така што тоа е неминовно. Се надеваме дека и поголем дел од европските пазари ќе почнат да го препознаваат нашето земјоделско производство. Кога преку ИПАРТ програмите се аплицира за обновување на механизацијата, процедурите според Мојсова се едноставни, но проблеми има кога станува збор за изградбен објект. Тогаш потребно осогласување на голем број на процедури кои законски не се регулирани и оттука и мал број на апликации од страна на сточарите. Правилата за апликација преку ИПАРТ се многу јасни и коректни се, само што ние имаме неусогласени некои работи и затоа нашите земјоделци не може да ги користат. Едни од тие се и сточарите, кои што сите нивни фарми, повеќето, не повеќето, скоро сите, се и трлата им се на државни земјиште и тие не се легализирани. Токму тоа е една од пречките кои што ги спречува да аплицираат за ИПАРТ или за модернизација на нивната фарма. И затоа апелираме тие работи да се ускладат, а најмногу до локалните самоуправи, локалните единици, бидејќи најголем дел од селата немаат урбанистички планови и без разлика дали е сточар или друго земјоделско стопанство, ако сака да инвестира во некој објект во самото село, бидејќи нема урбанистички план, не може да извади градежна дозвола и сето тоа влие на спречувањето за да аплицираат земјоделците, а секако влие и за развој на самиот земјоделец, а секако и на општината. Земјоделците овој период се соочуваат со неколкукратно зголемување на цените на репроматеријалите. Врз нивната работа влијае поскапувањето на нафтата, но и на вештачките ѓубрива. Сите репроматеријали се поскапени. Ѓубрето е поскапено не 100, туку 200%. Ѓубривата. Тоа е штета што ние претходно имавме наше производство на ѓубре кај нас во Македонија, а сега таа фабрика долги години не работи. Баш во овие кризни моменти тоа би било од помош, но ете, транзицијата си го направи своето и за жал тие комбинати кои што ги обслужуваа некогаш нашите лозарски површини со ѓубре и со репроматеријали сега веќе не постојат. Исто така се покачени горивата, тоа влие на самото производство во земјоделството, покачени се заштитните средства и ред други репроматеријали кои што се неопходни за производство на земјоделството. Мојсова, како председател на Национална федерација на фармери, која што е една од најголемите здруженија во Македонија и ги застапува повеќето сектори во земјоделството, долги години апелира да се направи стратегија која е долгорочна за развој на нашето земјоделство. Состојбите зависат од државните институции, големите откупувачки центри, како и од самите земјоделци. Без разлика дали има кризи или нема кризи, ние треба да имаме една визија каде ќе се движиме во следните 10, 20 и 30 години. Ако од некој производ имаме профит во државата, а моментално најголем профит во домашниот буџет се влева од тутунот и од виното, зошто да не инвестираме во тие гранки за да може тоа да се зголеми и уште повеќе пари да се влеваат во нашиот буџет. Тоа ќе биде добро за државата.
Сите сме свесни дека Македонија е аграрна земја. И кај нас имаме вреден и работлив народ. Само потребно да има стимул да работи, а тоа е да има профит од тоа што го работи или заработка. За жал, долги години големите монополски откупувачки центри направија да целата оваа ситуација биде ваква како што е сега. Неорганизираноста на самите земјоделци, здружување во задруги и разни кооперативи и здруженија во кои што ќе можат заеднички да настапат пред купувачите и да лобираат и да се залагаат и за повисоки цени, да преговараат за повисоки цени заеднички со заеднички сили, исто така придонесе за состојбата во државата. Мојсова ги посочи Хрватска и Словенија како земји во кои во семејните земјоделски стопанства се инвестира. Таа раскажува дека во Словенија млад човек кој решава да остане на село и да го развива земјоделскиот бизнис добива грант од 50.000 евро од државата, бидејќи останал да живее таму и го развива земјоделството кое го наследил од неговите родители. Исто така една Хрватска има вметнато закон дека секој кој што сака да се бави со туризам или има хотелиерство или во државните институции, 30% од прехранбените состојки кои што треба да ги внесува за продажба или за услуга, треба да бидат од домашното земјоделско производство. Ние треба да се насочиме на тоа да купуваме домашни земјоделски производи. Нашата организација, Национална федерација на фармери, започна една кампања уште пред да почне корона кризата и сега само се докажа дека тоа колку е битно. Кампањата гласеше и гласи се уште ние ја одржуваме: купувајте домашни земјоделски производи, бидејќи сами на себе си помагаме. Друго е кога ти ќе го купиш производот од овде набран и не е транспортиран по граници, директно доаѓа од нива на вашата трпеза, отколку од други земји кои што се застапени производите на нашиот пазар. Следно за што би аплицирале за добивање на средства од ИПАРД програмата е изградба на уште една комора за разладување на трпезно грозје, но и за посадување на нови површини со лозови насади. Мојсова апелира секоја педена државна земја која не се обработува да им се даде на земјоделците и да се засеат површините со пченица и јачмен, бидејќи во ова време на светска криза се гледа колку е важно секоја држава да има сопствено производство на храна. Кога станува збор за земјоделството, се разбира тоа што се случува во Украина ќе ги промени пристапот и замислите за еднината. Истакна меѓу другото еврокомесарот за земјоделство Јануш Војчеховски пред Комитетот за земјоделство и рурален развој при Европскиот парламент минатата недела. Според еврокомесарот во севкупниот пристап мора да биде вклучено постигнување оддржливо и отпорно земјоделие кое ќе може да се справи со различни кризи, како и заштита на животната средина. Еврокомесарот Војчеховски ја истакна потребата од краткорочни мерки за справување со ситуацијата, наведувајќи дека се разгледуваат 4 области на делување. Додаде дека одлуките не се донесени затоа што постапките се во тек, но се работи на мерки за интервенирање во секторот за производство на свинско месо, потоа искористување на финансиски средства од кризните резерви за најтешко погодените земјоделски сектори, како и олеснување за користење на површини кои моментално не се обработуваат. Според Војчеховски се разгледува и мерка со која земјите членки имале можност да доделуваат државна помош на земјоделците. La Commission, tous les membres de la Commission sont fortement engagés à mettre en œuvre notre Green Deal, de mettre en œuvre notre stratégie Farm to Fork et de mettre en œuvre nos stratégies de biodiversité. Nous sommes tous convaincus de l'importance de ces stratégies. Истакна Стефан Кирсмакер, портпарол на ЕУ за зелениот договор, јавно здравје и безбедност на храна, како и регионални политики и структурни реформи, на пресконференција во Брисел минатата недела. Ваквата изјава доаѓа после одредени повици кои доаѓаат од Франција за прилагодување и ревизија на целите на ЕУ стратегијата од поле до трпеза, а поврзано со можна криза со храна која се очекува како последица на војната во Украина.
Кирс Макер истакна и дека за Европската Унија е важно да се имплементира стратегијата од поле до трпеза, затоа што таа е основен столб на зелениот договор и има за цел да обезбеди одржлив и здрав систем за храната во ЕУ. Продолжува зголемувањето на површините кои се користат за органско земјоделско производство во ЕУ, покажуваат податоците на Евростат, статистичката агенција на Европската Унија. Според последните податоци, а кои се однесуваат за 2020 година, во ЕУ 14,7 милиони хектари се користеле за органско земјоделско производство, што споредено со 2012 година представува зголемување за 56%. Во периодот 2012-2020 година, учеството на земјоделско земјиште искористено за органско производство бележи зголемување во сите земји членки на ЕУ, освен во Полска. Вкупната површина за органско производство во ЕУ одговара на 9,1% од вкупно искористеното земјоделско земјиште. Разгледано по земји членки, најголемо учество на површини за органско производство во рамки на искористеното земјоделско земјиште е регистрирано во Австрија и тоа 25%, Естонија 22% и Шведска 20%. Спротивно, учеството на површини за органско производство е под 5% во 8 земји членки на ЕУ, со најниско учество во Ирска, Малта и Бугарија. Според податоците на Евростат за 2020 година, во нашата земја површините со органско производство биле само 0,29% од вкупно искористените земјоделски површини. Доматите се многу важен и популарен зеленчук во скоро секое домаќинство. Различни сорти на домати во различни бои и големини се достапни на пазарот, со што се задоволуваат многу лични вкусови. Но како температурата во светот се зголемува, ризикот од губење на овој витален извор на храна станува се поголема реалност. Идеалната температура за одгледување домати се движи помеѓу 21 и 29 целзиусови степени за време на денот и помеѓу 18 и 21 степен ноќ. Секоја температура надвор од овие рамки има негативен ефект на изгледот и квалитетот на доматите. Одгледувањето на доматите е подсакано од топлотните бранови, сушите, засолувањето на водата, сите поврзани со климатските промени, како и постојаните предизвици и се поголеми барања кои доаѓаат од потрошувачите, а се однесуваат на поздрави, похранливи и повкусни домати. Денешните домати се резултат на долга историја на селекција, вкрстување и активности за подобрување, кои најпрво ги спроведувале земјоделците, а во поново време компаниите за семенски материјал. Тимот научници од 22 институции, универзитети и истражувачки центри, компании за семенски материјал и здруженија на земјоделци работат заедно да ги надминат овие предизвици преку еден мултинационален проект финансиран од Европската комисија со 7 милиони евра. Овој иновативен проект со искористување на богатството од генетски ресурси и информации ќе спроведе програми за поттикнување на отпорноста на доматите на најопасните болести, зголемување на толеранцијата на високи температури и суши, односно климатските промени и подобрување на квалитетот. Проектот ќе соработува со потрошувачите, кулинарските мајстори и земјоделците, за да се идентификуваат нивните потреби и нивните најпосакувани домати, со крајна цел нови високохранливи и вкусни сорти на домати. Со нова тема од процесот на европските интеграции се гледаме повторно следната среда во истиот термин. Останете со програмите на Македонската телевизија.